Почитувани, добар ден. Ги следите вестите на Канал 8. Уставниот суд на Македонија донесе одлука да не поведува постапка за продолжување на мандатот на градоначалниците. Останува да се бара ново решение со кое општините после 15 мај нема да останат без раководните структури, односно нема да се блокира нивното работење. Ке останат ли општините без своите градоначалници е главната дилема во јавноста откако Уставниот суд реши да не започнува постапка за донесување одлука со која би им се продолжил мандатот. Објаснувањето од судот дека тој нема надлежност да решава за ова прашање и дека одговорот е во законодавниот дом, односно во Собранието на Република Македонија, ја дополнува дилемата со тоа дали ќе се најде вистинско решение за локалните самоуправи да продолжат да функционираат и по 15 мај. Со оглед што точно за 5 дена истекуваат продолжените мандати на сегашните градоначалници и на членовите на општинските совети, за сега нема конкретен одговор што треба да се стори за да се избегне блокирањето на финансиското и другото работење на општините. Според градоначалниците од двете најголеми општини во источниот регион, решенија има и неопходно е тие да се реализираат што поскоро. Две решенија се можни. Првото решение е владата да назначи повереници, на кои ќе им е предадене да ја водат општината до наредните избори. И втората варијанта е да Собранието на Република Македонија донесе дополнување измени на Законот за локална самоуправа, каде ќе дефинира продолжување на мандатот на актуелните градоначалници до следните избори. Продолжувањето на досегашната неизвестност како ќе функционираат општините од втората половина на мај па понатаму ги остава отворени прашањата дали се заканува блокада на работата на локалните самоуправи и на институциите што се под нивна надлежност. Првиот човек на општина Кочани се пожали дека токму поради неколкуте најавени, одложени и реализирани избори не се распишале огласите за продажба на градежните парцели, па наместо очекуваните 20 милиони, во буџетот влегле само околу 1,5 милион денари, поради што тешко се работело. Важно е дека воопшто ништо не можеме да работиме. Понатаму исто се случува и во делот на изборот на функционери на локална самоуправа. Ние веќе имаме во 3 училишта вршители на должности кои што се повеќе од 6, односно од 8 месеци и едноставно институциите функционираат, меѓутоа со совршители на должности. За да се спречи блокирањето на работата на општините, од заедницата на единици на локална самоуправа побараа Собранието на Република Македонија итно и без одлагање најдоцна до петок да изнеде решение за мандатите на градоначалниците и на општинските совети. Дали ќе се реагира на таквото барање и дали по 15 мај ќе нема период во кој општините ќе останат без раководства, ќе се знае до крајот на оваа работна недела. Со одлука на Уставниот суд, земјоделците ќе можат да ги добијат субвенциите пред да се формира новата влада. Времената мерка што судот ја донесе за запирање на одредбите од изборниот законник и од законот за спречување на корупција ја укинува забраната за исплатата на земјоделските субвенции додека да се комплетира и да започне да функционира новиот владин кабинет. Парите што беа наменети и ветени за исплаќање на субвенциите во земјоделството за 2016 година ќе бидат ослободени од блокадата што се наметна поради актуелната политичка состојба, па Министерството за финансии без проблеми ќе може и да ги префрли на платежната агенција, од каде ќе легнат на сметките на земјоделците. Уставниот суд оценил дека нема правни пречки пред да се формира новата влада привремено да запре важноста на одредбите од законите за избори и за спречување корупција, со што и субвенциите ќе можат да се исплатат. Тоа значи дека е прифатена иницијативата што ја поднесе земјоделското здружение Агротиквешија, со која се бараше донесување времена мерка за запирање на важноста на одредени членови од споменатите закони, кои ја забрануваат исплатата на финансиската поддршка до формирањето влада. Одлуката доаѓа со известно задоцнување, со оглед што пролетната сеидба одамна е започната, а земјоделските производители повеќе пати реагираа за лажните ветувања што им биле давани. Функционирање да, тоа е стимулирање на земјоделието. Кај нас толку пари се фрлени по зборовите на министерот и на неговите соработници во земјоделието, меѓутоа од земјоделието сами можеше да видите тука на терен што се дешава. Пусти површини, неизорани, не обработени. Субвенциите не се исплатени земајки дел од 2012, дел 2013, 14 и 15 и целокупните за 2016. За земјоделците значи ова погреб
Значи, ова е смрт за земјоделието. Иако уште на почетокот на годината имаше ветување од ресорното министерство дека субвенциите на земјоделците ќе им бидат исплатени, тоа досега не се реализираше. Дали по одлуката на Уставниот суд наскоро навистина ќе започне исплатата на финансиската подршка, ќе треба да се почека, со оглед што од Министерството за финансии рекле дека се уште не ја добиле судската одлука. Од 29 мај до 3 јуни во Кочани ќе се одржи 53-тото издание на Драмскиот аматерски фестивал. Годинава ќе бидат изведени 13 представи во 3 категории. На годинешното 53-то издание на Драмскиот аматерски фестивал на Македонија, кој од 29 мај до 3 јуни ќе се одржи во Кочани, ќе бидат изведени 13 представи во програмата за деца, вечерни представи и алтернативна програма. Селекторот на годинешниот Драмски аматерски фестивал Дарко Спасов од пријавените 35 представи за учество на ДАФ одбра 13 во 3 категории. Мора да констатирам дека оваа година имавме навистина богата понуда, 35 представи и мощни сериозни драмски текстови понудија драмските аматери. 33 од нашата држава и 2 од странство, односно Србија. Едната е од театар Јагодина, а втората е од Стара Пазова, Кут Бранко Радичевиќ. Другата понуда што ни ја дадоа нашите од Македонија за истакнување е ангажманот на учителките во основните школи, кои понудија навистина голем избор на представи за деца. Од представите селектирани се и оние на драмските групи и аматерски театри од Куманово, Крива Паланка, Струмица, Охрид, Битола и 2 представи на драмски групи од Скопје. Од придружниот дел на фестивалот ќе се одржи промоција на книга Ликовен перформанс, како и театарски портрет на Мите Грозданов во чест на неговата плодна и успешна работа 60 години со аматерски драмски ансамбли и 50 години професионална театарска уметност. Инаку искуството од годините покажува дека на отворањето на Драмскиот аматерски фестивал и воопшто на представите нема голем број публика, па затоа Пенов упати апел до сите граѓани да присуствуваат на представите и на отворањето. Ние мораме по протокол, како што е секаде во светот, на угледни граѓани, членови на директори, членови на совет и така натаму, да ја пуштиме покани. И сега ние сметаме на граѓаните мислат дека тоа е специјално за нив и не смета они да бидат присутни. Не е точно. Ние имаме поголема покана одека на паното кој истакнеме дека секој граѓани може слободно да дојде таа вечер, а ги покануваме сите вечер, бидејќи ќе има прекрасна програма која што Дарко смета дека оваа година вика ќе одиме само на комедии. Малку да се насмееме, доста толку бевме турни, бевме многу разочарани, сега малку ќе има оптимизам. Свеченото отворање е закажано за 29 мај во 19:50. Годинава жирито на Драмскиот аматерски фестивал ќе го сочинуваат Димче Николовски, режисер, Андреја Голуб, актерка и Венцо Димитровски, сценограф. Водител на разговорите по представите ќе биде Јасмина Бибаловска. Драмскиот аматерски фестивал на Македонија финансиски е поддржан од Министерството за култура, Општина Кочани и приватни компании. Обука за формативно оценување на учениците од прво до трето оделение се одржува деновиве во Основното училиште Малина Попиванова. Опфатени се сите оделенски наставници од основните училишта од Кочани и Виница. Целта на обуката е подобрување на квалитетот на наставата и оценувањето. Основното училиште Малина Попиванова домаќин на обуката за наставници од оделенска настава од сите кочански основни училишта со своите подрачни училишта, како и училиштата од соседна Виница. Опфатени се наставниците кои што изведуваат настава од прво до трето оделение и истата се одвива по 2 дена за една група наставници. Обуката се однесува на формативното оценување со цел подобрување на квалитетот на наставата и квалитетот на оценувањето на учениците во основното образование. Станува збор за формативно оценување и сумативно оценување, како едно од носечките
во комплексот на оценување, формативното оценување, методи, начини, техники како тоа да го правиме и какви инструменти за секој метод на оценување треба да користат наставниците за да подобро, да биде поквалитетно и подобро и сватено и од родителите и од учениците, а во исто време да ги воведеме како да се оспособат наставниците како учениците да ги воведат во самооценувањето и заедничко оценување, за да стане тоа дел од нив, да станат само свесни за своето, за собственото знаење и тогаш да можат да го прават и самооценувањето и заедното оценување или заедничкото оценување. Инаку, учениците од прво до трето оделение се оценуваат описно, а веќе во погорните оделенија се применува комбинираното оценување. Обуката ја реализира Бирото за развој на образованието, а истата ќе биде спроведена и во училиштата во другите општини. Продолжуваат активностите од програмата за зачувување на природата во Македонија, во кој е вклучена и општина Чешиново-Облешево. Во соработка со германската фондација Евронатура на две локации во населените места ќе се изградат наблюдувачници за штркови, кои се заштитен знак на општината. Локалната самоуправа на Чешиново-Облешево останува посветена на заштитата на грижата на белиот штрк, кој е заштитен знак на општината. Како дел од мрежата на европски села на штркови, неодамна беше подпишан договор со германската фондација Евронатура за финансирање на проектот Зелени пасишта и ливади. Со овој проект е предвидено да се изградат две наменски наблюдувачници, од кои што ќе може полесно да се следи состојбата со птиците. Се работи за објекти од дрвена конструкција, што ќе бидат лоцирани во близина на селото Уларци, како и во паркот во Чешиново. Според подпишаниот договор, обврска на општина Чешиново-Облешево е да спроведе тендерска постапка за избор на најповолен изведувач на градежните работи. По низиното завршување се очекува во најбрз срок да започне изградбата на наблюдувачниците. Реализацијата на овој проект не е прв во напорите за заштита на белиот штрк, како една од помасовните еколошки активности што се реализира во повеќе европски земји од Медитеранот. Пред 3 години, општината со поддршка на германската фондација Евронатура и од Македонското еколошко друштво доби проект за заштита на шумите и пасиштата. Проектот се реализираше во соработка на основните училишта, а целта беше да се подигне јавната свест кај најмалите за заштита и поголема грижа кон птиците. Инаку, општина Чешиново-Облешево пред 5 години стана дел од европската мрежа на село на штркот. Според официјалните податоци од Македонското еколошко друштво, кој работеше на посебно истражување, во општината има околу 80 штркови гнезда, при што е забележна тенденција за нивен пораст. Осмата поред музејска вечер во Виница со промоција на нов каталог за постојната археолошка поставка на музеот Теракота и со изложба на народни везови. Во петок музеот Теракота во Виница ќе отвори осмата поред музејска вечер, во чии рамки посетителите ќе имаат можност да проследат неколку настани. Промоција на каталог на постојаната поставка на музеот. Овој каталог го изработивме по повод 10 годишнината од отварањето на музеот, значи 2016 година. Во него се содржани најрепрезентативните експонати од музеот, според периоди од праисторија до среден век, со посебно внимание за теракотните икони. Каталогот ќе биде промовиран од страна на професорот Виктор Линчик, а изложбата на народни везови, чиј автор е Гордан Чевидиник, ќе биде отворена во придружба на музичкиот етносостав Мелем од Виница. Кочанските пензионери в сабота 13 мај ќе бидат домаќини на регионалната ревија на музика, песни и ора. На годинешната регионална ревија во Кочани и предходи дефиле на учесниците низ улиците на Кочани, а надпреверувачкиот дел започнува во 10 часот во Центарот за култура Бели Мугри. Сдруженијето на пензионери на Кочани во сабота на 13 мај ќе биде домаќин на регионалната ревија на музика, песни и ора, која што годинава се одржува по 15 пат. Честа да бидат домаќини кочанските пензионери ја добија од страна на Сојузот на пензионерите на Македонија за одличната организација во изминатиот период и учеството на ревиите на музика, песни и ора.
На годинешната ревија која ќе се одржи во салата на Центарот за култура Бели Могри во Кочани и за која што влезете слободен, се очекува да настапат најдобрите фолклорни и пејачки групи, солисти и оркестри на народна музика од Сдруженијата на пензионери од Виница, Македонска Каменица, Делчево, Пехчево, Берово и Кочани. Секоја од групите има 15-минутен настап со најдоброто од својот репертоар. Селекторската комисија на Сојузот на пензионерите на Македонија најдобрите музички numeri и фолклорни настапи ќе ги препорача за настап на Републичката ревија на музика, песни и ора, која што на почетокот на месец јуни ќе се одржи во Скопје. На годинешната регионална ревија во Кочани од 9:30 часот започнува дефилето на учесниците на изградот, а надпреварувачкиот дел започнува во 10 часот во Центарот за култура. На ревијата се очекува да се обратат Драѓар Гировски, актуелен председател на Сојузот на пензионерите на Македонија и граначалникот Димитровски. На свеченоста на Кочанското пензионерско здружение од страна на Сојузот на пензионерите на Македонија ќе му биде врачено признание за континуирано учество на ревиите на музика, песни и ора. Следува информацијата од спортот. Екипите на Фудбал Старс од генерациите 2001 и 2004 ги освоија првите места по завршувањето на регуларниот дел на првенството во јуниорската лига. Следува завршниот турнир во кој за шампионската титула ќе се борат првите 4 екипи на табелата. Со одлична игра и пласман на првото место на табелата го завршија овогодишното првенство во јуниорската лига фудбалерите на Фудбал Старс од генерациите родени 2001 и 2004 година. Во последното 16-то коло, момчињата од Кочани беа домаќини на своите врсници од екипата на Рударот Пробиштип и ги победија во сите генерации во кои настапуваат. Највозрастните од генерацијата 2004 остварија сигурна победа против Пробиштипјани од 3:1, со што го потврдија зацврстувањето на врвот на табелата. Сличен успех има и нивите клубски другари од генерацијата 2006-2007, кои победија со 2:1, а најубедливи беа најмладите од генерацијата 2008, 2009, 2010, постигнувајќи победа од 3:0. Во регионалната јуниорска лига пак, екипата од генерацијата 2001 на Фудбал Старс гостуваше во кумановското село Доброшане против тимот на Евроспорт и извлече бод, откако надпреварот заврши без голови. Бод освои и екипата на Фудбал Старс од генерацијата 2000-та, која против соодветната кумановска екипа играше солидно, а надпреварот заврши нерешено 1:1. Единствен пораз доживееа помладите петлиња од генерацијата 2003-та, кои на домашен терен загубија од Беласица со 1:0. Со оглед на постигнатиот успех, екипите од генерацијата 2001 и 2004 ќе играат во завршниот турнир, така наречен Final Four, во кој за шампионската титула ќе се борат најдобрите 4 пласирани екипи. Турнирот е закажан за сабота на стадионот Никола Мантов со почеток од 9 часот, а освен Фудбал Старс ќе учествуваат и Каменица Саса, Виничка Слога 1934 и Брегалница од Делчево. Вестите на Канал 8 завршија. Следете на нашата веб страница
kanal8.mk. Останете и понатаму со нашата програма. Довидување.